Ивана го има последното прашање и вели Јосиф зборуваше дека користењето на витамини и мултивитамини не е најдобро, но како тогаш би се заштитиле од слободни радикали и како би ја правеле алкална средината во телото? Ивана, ова е голема тема и да, зборував ја за тоа, зборував за дека нели преголемото внесување на витамини и минерали може да биде напротив и штетно и за имунитетот и општо за целата оптимална работа на метаболизмот. Антиоксидансите кои што се всушност витамини и минерали се тие кои што се борат против слободните радикали и слободните радикали се органски молекули кои што доведуваат до оштетување на и старење на нашите ткива, клетки, органи и при тоа, нели, со текот на времето, тие слободни радикали кои што најголем дел се оксидативните процеси во телото, го прават тоа оштетување. Прва работа, оксидативните процеси не може да се прекинат. Значи, ако оксидативен процес се прекинат само кај мртов човек, затоа што консумирањето, односно дишењето на кислород ги прави тие оксидативни процеси и без тие процеси не може да се создава енергија и не може да преживееме. Затоа да ти е јасно дека слободните радикали не може да ги снема во целост и напротив имаат и доста позитивни работи и улога во функционирањето на нашиот систем, особено па и кога се работи за зголемување на мускулна маса, подобрување на нашиот изглед, слободните радикали се потребни за сето тоа. Антиоксидансите не значи дека ти нема да ги внесуваш доколку не суплементираш. Затоа што антиоксиданси имаш во многу продукти и во храна која што ни е секојдневно достапна. Најзбогатена и спакувана со антиоксидансите е храната, односно оние бобичести овошја као боровинки, малини, капини, рибизли, аронија и така натаму, тие се најспакувани со антиоксиданси. Можеш еве тие да ги користиш. Консумирањето на овошје и зеленчуци, особено оние темно-зелени зеленчуци као, не знам, келј, блитва, спанак, рукола и така натаму, се исто така спакувани со антиоксиданси, така да дефинитивно секој од нас има во текот на денот можност преку редовна исхрана да обезбедува доволно антиоксиданси и да придонесува за да тие слободни радикали малку поконтролирано се движат низ телото. И друга работа која што ја слушнав во твоево прашање е дека консумирањето на антиоксиданси ќе ја прави средината во телото алкална. Не знам колку си запозната, али таа филозофија за креирање на алкална или базна, односно кисела средина во телото е науката не ја одобрува воопшто и науката вели дека колку и ти да се трудиш да ја правиш атмосферата во телото алкална или кисела, телото секогаш ќе ја донесе во неутрална. Тоа значи кога ќе изедеш еден хамбургер со помфрит, кетчап, мајонез, ќе се создаде кисела атмосфера во телото, но за 2 до 3 часа телото ќе ја врати во неутрална. Доколку сметаш дека со консумирање на многу мултивитамини и антиоксиданси ќе ја направиш атмосферата во телото алкална, повторно си во грешка, затоа што телото после 2-3 часа ќе ја донесе во неутрална. И не постои начин како ти ќе го победиш телото и константно ќе му ја правиш средината алкална. И тоа воопшто не е ни во ред. И човекот кој што од 2010 година, тоа е еден доктор Јанг се вика од Калифорнија, тој човек ја има поттикнато оваа филозофија за алкална кисела средина, има напишано и книга, после него неколку познати личности како Дженифер Анистон, Викторија Бекам ја имаат превземено таа диета и ја направија бум во светот, али не знам колку си запозната, али истиот тој доктор во моментов се соочува со затворска казна затоа што многу од неговите клиенти и пациенти имаат добиено, ги имаат изгубено битките со своите болести, баш поради тоа што имаат преплатено многу пари за да се лекуваат со алкална диета. Така да тоа тргни го од глава, не постои науката воопшто не го одобрува и не се труди и не размислува дека антиоксидансите и витамините и минералите ќе ти прават алкална средина или ќе се единствената можност за борба со слободни радикали.